Во Домот на култура Билјана Беличанец се одржа пресконференција на која градоначалничката на општина Киселавода Бета Стаменковска Трајковска заедно со дел од изведувачите ја најави 3-дневната празнична манифестација новогодишна приказна. Манифестацијата ќе се одржи од 28 до 30 декември во паркот Шопен. Во рамки на новогодишната приказна, посетителите ќе имаат можност да уживаат во настапите на Антонија Гиговска, Либеро Бенти, Миле Кузмановски, а празничната атмосфера во овие 3 дена дополнително ќе ја збогатат диџеј Марио со труба, пауза за ракија, Оле Поцкова од Зерзекманија со монодрама, како и Бока Конга и Боби Сакс. Паркот Шопен ќе биде празнично место, со поставени новогодишни куќарки, содржани наменети за посетителите во текот на 3-дневната манифестација. Посебно внимание, велат надлежните, е посветено на најмладите. На 30 декември за децата е предвидена програма со музички точки од градинките 8 март и Весели цветови. Представа со Дедо Мраз, анимирана програма, мини концерт на училишните бендови и настап на диџеј Марио. Бесплатни новогодишни пакетчиња ќе добијат сите дечиња од општината, истакнуваат надлежните. Во својата изјава, градоначалничката Стаменковска Трајковска истакна дека заложбата на општината е Киселавода да биде место каде што се гради квалитетен живот во секоја смисла, преку континуирани инвестиции, грижа за граѓаните и создавање содржини што го оживуваат јавниот простор и му даваат дополнителна вредност на секојдневието. Општина Центар ги поканува сите граѓани на голема предновогодишна забава вечер под ѕвездите, која ќе се одржи на 29 декември на Боемска 1 во Дебар Мало. Ветувам добро и незаборавно расположение, за сите подготвивме по нешто, од утринските па се до вечерните часови. Најдобрата журка секогаш е овде во Центар, во срцето на Скопје, порача градоначалникот Горан Герасимовски. Предновогодишната програма започнува во 11 часот со содржини наменети за најмладите. Ке настапат златните славечиња, хорот на Општинското основно училиште 11 октомври и танцовиот клуб Еурека. Кристијан Бенито ќе го изведе своето магионичарско шоу, а Дедо Мраз ќе подари новогодишни пакетчиња. Празничната атмосфера продолжува попладне со зимскиот уличен фестивал Гринч 2025. Вечерта публиката ќе ја загрее диџеј Александар Јорданов, пошто следуваат Брас Брадерс со електронскиот етнозвук. За самиот финиш ќе настапи Либеро Бенд, група позната на македонската музичка сцена по своите живи и енергични настапи и богат репертоар, од авторски песни и преработки на познати хитови. Не пропуштајте ја магичната предновогодишна вечер на Боемска на 29 декември, порачуваат од Општина Центар. Советот на Општина Илинден го усвои буџетот за 2026 година, кој изнесува 742 милиони 557 илјади денари, односно над 12,5 милиони евра, информираат од Општина Илинден. Споредбено со минатата година, може да се забележи значителен пораст во средствата со кои што ќе располага општината. При неговото креирање, како што велат од општината во објавата, биле земени предвид остварените приходи и расходи од претходните години, како и реалните проекции за приходите во 2026 година. Буџетот има изразена развојна насока и е подготвен согласно принципот на партиципативно буџетирање, со фокус на реалните потреби и барања на граѓаните и локалната заедница, велат од општината. Голем дел од планираните капитални инвестиции се насочени кон изградба, реконструкција и санација на локалните улици и патишта, со цел напредување на патната инфраструктура во општината. Дополнително се предвидуваат средства за подобрување на инфраструктурата во стопанските комплекси и локалните економски зони, како и за редовно одржување на постојната патна мрежа. Во рамки на програмата за заштита и унапредување на животната средина, планирани се средства за изградба на фекална канализација, чистење на одводовни канали и речни корита, одржување на јавната чистота, уредување и проширување на зелените површини, пошумување и доделување субвенции од најразличен вид. Буџетот предвидува и значајни вложувања во образованието и предучилишното воспитание, преку набавка на нова опрема, реконструкција и доградба на училишните објекти и детската градинка, како инвестиции во развојот на спортската инфраструктура.
Од рано утрово се руши дивоградба во Газибаба. Имено станува збор за објект кој се градел бесправно, а во моментот на интервенцијата бил во приземје карабина фаза. И покрај издадено решение од градежен инспектор, стопирање на градбата и затворање на градилиштето, субјектот продолжил со градежни активности со што директно го прекршил законот, информираат од општината. Акцијата започнала во 5 часот наутро, по претходна координација со Министерството за внатрешни работи и фирмата задолжена за рушење. Во рок од само 7 дена, ова е втора акција за рушење на дивоградба. Апелирам до сите граѓани, почитувајте го законот и не започнувајте со градење без соодветно одобрение од општината. Компромис со почитување на законот ниту сум правил, ниту ке правам, порача градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Скопската зоолошка градина ги повикува граѓаните да се приклучат во кампањата "Кажи стоп за петарди и огномети" со цел заштита на животните и намалување на празничниот стрес. Од Зоо Скопје нагласуваат дека петардите и огнометите предизвикуваат страв, стрес и сериозни повреди кај животните. Бучавата не е забава, таа представува вистинска закана за нив. Со само еден звук може да се загрозат многу животни. Па затоа новогодишната радост не смее да значи страв за животните и децата. Избери хуманост, избери празници без бучава. Кажи стоп за петарди и огномети, порачуваат од Зоо Скопје, повикувајќи на одговорно и совесно одбележување на празниците. Таму е Скопје, град мој љубав лише.